Добро вечер, почитувани гледачи, го гледате централниот дневник на К1 телевизија. Еве што го одбележа денешниот ден. Центарот за јавно здравје информира дека водата од градскиот водовод на јавното комунално предпријатие Дервен е безбедна. Компанијата Дрексел Мајер во своите редови ќе вработува лица со хендикеп. Целосно изгоре куќа во пожар на Којник. Причината најверојатно е човечки фактор. Согласно националната програма, Центарот за јавно здравје секојдневно врши анализа и проверка на водата, која покажува дека дистрибуираната вода од градскиот водовод на јавното комунално предпријатие Дервен ги задоволува законските нормативи и безбедност на водата за пиење. Дистрибуираната вода од градскиот водовод на ЈКП Дервен ги задоволува законските нормативи и безбедност на водата за пиење. Согласно националната програма, Центарот за јавно здравје секојдневно врши анализа и проверка на водата. Природните чешми и бунари во градот се епидемиолошки несигурни, со непостојан квалитет, со висок процент на бактериолошка неисправност поради присуство на бактерии, индикатори на фекално загадување. Ова се резултатите објавени од страна на Центарот за јавно здравје Велес на основа на севкупните континуирани следења на квалитетот на водата за пиење. Квалитетот на водата за пиење и на водата за бањање што се користи во рекреативни цели е добра, ги задоволува основните стандарди. Водата за пиење, поради ваквите екстремно високи температури, вршиме позасилена контрола и надзор. Се препорачува на населението доколку водата не е од безбеден водовод, да е хлорирана, да е под контрола, да внимаваат при нејзина употреба, доколку не можат да дојдат до сигурна вода, барем да ја превриваат таа што ја имаат на располагање за пиење. Во првите 6 месеци од оваа година во населба Чашка од вкупно испитани 13 примероци на ЈКП Тополка, 6 или 46,1% се бактериолошки неисправни, а во Градско од 13 испитани примероци на вода на ЈКП Клепа, 10 примероци или 76,9% се бактериолошки неисправни, како резултат на нередовно воспоставено хлорирање на водата. Иначе морам да ви кажам дека водата не се хлорира во селските подрачја каде што нема кој да стопанисува со објектот. Се хлорира во град Велес, во Чашка, во Градско, Росоман и во Повардарието. Апелирам и до компаниите кои што стопанисуваат со водоснабдителните објекти, секој свој дефект да го пријават и кај нас, за да можеме соодветно да реагираме и да вршиме супер хлорирање на тој дел на цевководот каде што бил дефектот. Во 25 села населението се снабдува со вода за пиење од природни маалски чешми, додека во 4 села од бунари и Нортон пумпи. Квалитетот на водата се оценува според органолептички својства, микробиолошки и физичко-хемиски параметри. Снабдувањето на населението со вода за пиење во Велес, населба Превалец и село Горно Оризари се врши преку градскиот централен водовод на ЈКП Дервен. Во Градско и населба Чашка, населението се снабдува со вода за пиење од селски водоводи со хлорирање организирано од јавните комунални предпријатија Клепа и Тополка. Градоначалникот на Кавадарци со апел до големите компании, поточно до Дрексел Мајер, кои објавуваат огласи за вработување, да ја разгледаат законската можност за ангажирање на лица со инвалидност. Со тоа ќе се обезбеди поголема вклученост на лицата со инвалидност во сите сфери на живењето. Во функција на напорите за помош на пошироката заедница за активно вработување на лица со телесна инвалидност, градоначалникот Александар Панов јавно упати апел до големите компании, поточно до компанијата Дрексел Мајер, кои вработуваат повеќе од 1000 лица, да ја разгледаат законската можност за ангажирање на лица со инвалидност. И покрај нивниот хендикеп, и за нив може да се пронајде работа во разни компании, посочи градоначалникот. Најголемата помош на овие лица ќе биде доколку имаат еден целодневен ангажман при извршување на одредени работни обврски. Би сакал најпрво апел да упатам до Дрексел Мајер
кој што го послуша мојот апел за зголемување на бројот на роми како малцинство од Кавадарци. Еве уште еден апел до нив како најголем работодавач во Република Македонија, па и во Кавадарци да ја разгледаат оваа можност. Компанијата претходно се одзва на предлогот на градоначалникот и локалната самоуправа за вработување на припадници на ромската етничка заедница од Кавадарци. Со вработувањето на лица со инвалидности нивна поголема вклученост во сите сфери на живеењето, расте јавната свест на институциите и на компаниите и влијае на подобрување на пристапноста на инвалидите во Република Македонија. Мислам дека некоја седечка функција која што бара нивен ангажман ментален и ангажман со рацете, мислам дека може да се најде во оваа компанија, па и во другите компании, и во иднина да Кавадарци биде на прво место или прва општина која што ќе вработува вакви лица. Македонија преку одредени проекти дава поволности за работодавачите кои ќе вработат лица со хендикеп во редовите на своите компании. Се подготвува постапката за попис во Македонија. Премиерот Груевски, одговарајќи на пратеничко прашање, посочи дека пописот ќе се одвива во два правци. 70% од прашањата опфатени со пописот ќе бидат во правец на електронско поврзување на матичните евиденции и 30% рачно-теренски направен. Во подготовка е спроведување на нов модерен попис на населението во Македонија. 70% од прашањата за пописот би се спроведувале електронски, а останатиот дел би биле теренски поставувани прашања. Ова го соопшти премиерот Никола Груевски, одговарајќи на пратеничко прашање. Груевски посочи дека во меѓувреме подготовките за спроведување на пописот се одвиваат во два правци. Очекуваме некаде до крајот на оваа година да пристигне целокупната потребна опрема за поврзување на поголем број односно на сите што постојат матични евиденции во Македонија. И со тоа нашите проценки се дека околу 70% од прашањата за пописот би биле електронски одговорени, односно нема да треба да бидат поставувани прашања до граѓаните, туку софтверски, компјутерски, со поврзување на матичните евиденции, електронско поврзување, ќе се соберат сите потребни одговори. Одредени подготовки исто така се прават и за оние преостанати 30% кои ќе треба теренски да бидат поставувани како прашање на граѓаните, нагласи премиерот. Клучната работа во овој дел е да се изврши набавка на така наречени fingerprints или електронска проверка на биометриските податоци на тој што треба да се попише, за да се потврди дека тој е тука во земјата и дека тој е тој кој што го дава одговорот на прашањата. Без такво нешто, секогаш би имало сомнежи, дали навистина човекот што требало да одговорил, дали одговорил некој друг и така натаму. Тој воедно потенцираше дека се разработува една поширока анализа и шема како да се комплетира проектот кој подоцна би поминал на владина седница и истиот би се реализирал. На повеќе регионални патишта од Вардарскиот регион соодветно се обновува асфалтот и се поставува нова патна сигнализација. Реконструкцијата се спроведува согласно направените проверки и анализи, се со цел да се зголеми квалитетот, но и безбедноста во сообраќајот. Во наредниот период ќе се работи и на поправка и крпење на ударни дупки. Македонија пат активно работи на обновување на патна инфраструктура во Вардарскиот регион. Активностите се одвиваат според спроведените анализи во есенскиот период, според кои се определуваат приоритетни патни правци кои ќе бидат подлежни на обнова. Се менува сигнализацијата во согласно со проширените стандарди, како и промена на асфалтот, кој секако бил подложен на временски влијанија, но и на динамичните удари на возилата. Целта е регуларно одвивање на сообраќајот со акцент на зголемена безбедност на регионалните патни правци. Во овој момент во Велес работевме на подобрување на вертикалната сигнализација, така да сите знаци од езеро Младост на регионалниот пат РН102 или старо 103 до градско ги сменивме со нови. Исто така и одбележено и хоризонтално, тоа е хоризонтална сигнализација, одбележување извршивме тој патен правец, исто така и на потегот од Велес до раскрсничи Чашка. Вработените во Македонија пат веќе ја завршија надградбата и поправката на коловозот на самиот влез во Кавадарци од страната на Неготино. За оваа инфраструктурна обнова беа издвоени 6 милиони денари. Продолжуваме излезот на Кавадарци гробиштата према Дреново на регионалниот пат Р107, така да во овој момент имаме таму 1100
тона асфалт или околу 5500 метри квадратни. Сметаме дека до Светилија и до крајот на оваа недела таа позиција ќе завршиме. Понатаму имаме други следни позиции на поправка и надградба на регионален пат R102 или R103 Пардејци. Исто така имаме и поправка на R111 и надградба во околината на Богданци. Веднаш по завршување на отпочнатите активности ќе се работи и на поправка и крпење на ударни дупки на регионалните патни правци Велес Извор, Извор Богомила и Чашка Дријаново. Земјоделците да одбегнуваат да поминуваат со комбајн или друга робусна земјоделска механизација под проводниците на МИПСО. Оттаму апелираат и до спортските риболовци да бидат особено внимателни при манипулација со риболовните стапови во близина на далеководи, како и до сите граѓани да не палат стрништа во близина на далековод. Земјоделците да одбегнуваат да поминуваат со комбајн или друга робусна земјоделска механизација под проводниците на МЕПСО, да не се поставуваат цевководни системи и прскалки за наводнување под проводните јажиња во далеководните траси, да не се креваат во височина металните цевки од системите за наводнување под проводниците. Ова се дел од препораките од МЕПСО за поголема заштита на луѓето, а во ек на сезоната на наводнување. Алуминиските цевки од системите се проводници и со нивно поставување под трасите на далеководите или под проводните јажиња се изложуваат на директна опасност која може да биде со фатални последици. И тоа се изложуваат самите себе, нивните животи, но и животите на сите лица кои што можат да се најдат во тој момент на таа локација. Стојанов истакна дека пред неколку години во Овчеполието во село Мустафово од небрежност со цевководите се случил немил настан кој завршил со фатални последици. Особено во Тиквешијата и во Овчеполието и дел од Велешкото Овчеполие многу се наводнува со тие системи кои што се состојат од алуминиски цевки и оние делови за распрскување и заради тоа ние особено во нашиот фокус е да апелираме во Тиквешијата, во Велешкиот регион и во Штипско и Светиниколско. Од МЕПСО апелираат и до спортските риболовци да бидат особено внимателни при манипулација со риболовните стапови во близина на далеководи, како и до сите граѓани да не палат стрништа во близина на далековод. Синоќа околу полнок целосно изгоре куќа во пожар на Којник. Според информациите од територијалната противпожарна единица, пожарот најверојатно бил предизвикан од човечки фактор. Пожарот не зафатил други соседни куќи. Деталите ги има колешката Илица Радевска. Целосно изгоре куќа во пожар на Којник. Синоќа околу полнок истата се запалила, а со брзата интервенција на пожарникарите, пожарот бил локализиран. Според информациите од територијалната противпожарна единица, пожарот најверојатно бил предизвикан од човечки фактор. Иако овој дел од градот е густо населен и куќите се едно до друго, сепак пожарот не зафатил други соседни куќи. Одма действува, пошто беше кровната конструкција зафатена, имаше опасност двете куќи од лево и од десно да бидат зафатени. Со брзото поставување на линија и брзото реагирање спречивме проширување на другите куќи и пожарот е под контрола ставен во 01 часот. Пожарот бил страшен, велат очевидците, брзо се ширел. Соседите велат дека доколку противпожарната единица навреме не реагирала, пожарот ќе ги зафатил и соседните куќи. Беше страшно, значи прво мислевме дека сите ќе отидевме. Првиот момент кога го видов беше само дим. Голем дим, чат, така синф, и најнаш само 2 минутки, 3, дали немаше ни толку, значи пламенот избивна. Пламенот беше нешто чудо. Значи, наједнаш почна веќе преку другава куќа веќе доди и мислевме дека сите ќе отидевме. Значи, како дошло огинов, дали од оздоле прво почетоков, значи, штом дошло до горе, значи мора да има нешто, да речеме. Гореше лудо, сите бевме комшииве, црева вадевме, по 3 црева од кај нас од дворов прскавме на следнава куќа што беше до тука комшииве. Одека се случи една голема несреќа. Најпрво ки 11:30 сетев пожар. Јас пиев и одеднаш избувна пожар. Бев многу испаничен. Во рок за, кој што рече комшика, за 2-3 минути. За 2-3 минути цела куќа
се запали. Голема материјална штета предизвикал пожарот. Во објаснењето покрај противпожарната единица, акцијата била помогната и од јавното комунално предпријатие Дервен, полициската станица Велес, од локалното население, како и членови од доброволното противпожарно друштво Видра. Пожарот бил локализиран во 1 часот по полноќ, а целосно бил изгаснат околу 2 часот по полноќ. Државниот архив ги отвора вратите за граѓаните. Утре од 18 па си до 22 часот ќе се одржи отворен ден во институцијата. Граѓаните ќе имаат можност да видат што поседува архивот, каква е документацијата што ја има во депото, кои права таму можат да се искористат, но и да научат нешто повеќе за архивистичката професија околу средувањето и чувањето на документите. По повод националниот празник 2 август во сабота на 1 август од 18 до 22 часот, Архивот на Република Македонија организира отворен ден. Целта на овој ден е Архивот на Република Македонија со своите подрачни одделенија да се отвори пред граѓаните, да можат што поблиску да се запознаат со тоа која се документација ја поседува архивот и кои права можат да ги остварат преку оваа институција. Знаејќи дека поседуваме голем фонд на документи, граѓаните често пати доаѓаат тука за да остварат права за регулирање на пензиски стаж, имотно-правни односи и други потреби кои што ги имаат врз основа на документите кои што ги поседуваме за да ги добијат. Граѓаните ќе имаат директен контакт со оваа институција, но ќе имаат и можност одблиску да се запознаат со архивистичката професија. Посетителите ќе имаат можност да ја видат постановката на која се поставени најрепрезентативни документи, како и изданија книги од Државниот архив на Република Македонија. Трио Грација ќе отворат манифестацијата Топол културен бран на градскиот плоштад во Неготино. По 8 пат традиционално во летниот период се одржува оваа манифестација во соработка со Министерството за култура на Република Македонија. Со концерт на Трио Грациозо кој ќе се одржи на градскиот плоштад денеска во Неготино, започнуваат настаните од 8-то поред издание на културната манифестација Топол културен бран, која се реализира со заедничка финансиска поддршка на Министерството за култура и општина Неготино. Оваа веќе традиционална манифестација се одржува во летните месеци и е дел од културните случувања во повеќе градови во земјава, меѓу кои во Неготино во соработка со Министерството за култура. Инаку во втората фаза од оваа манифестација ќе бидат реализирани уште неколку културни случувања, меѓу кои изложба на фотографии, традиционалната рурална архитектура во Подпелистерието, театарска представа Секс бомба, изложба на ликовниот уметник Васка Дудин, ликовен хепенинг на градскиот плоштад, како и други настани за кои организаторот се надева дека ќе представуваат одлична можност за нивна посета од страна на љубителите на културата, како и можност за летно културно разладување во овие топли месеци карактеристични со високи температури. Македонската дијаспора од Мичиген САД смета дека има право на глас. Завршен е првиот километар од националниот гасовод. Македонската дијаспора од Мичиген САД смета дека денес одредени субјекти се обидуваат да ја оспорат, релативизираат и проблематизираат улогата која дијаспората ја имала во афирмација на македонската култура и национален интегритет. Македонците од овој град сметаат дека по нивна долга борба низ бирачко право била оживеана нивната врска и поврзана со семејството и татковината. Токму затоа велат дека тие не се странци, туку се дел од корените на македонското битисување, па согласно на тоа бараат правото на глас за време на изборите да не им се укинува. Завршен е првиот километар од националниот гасовод. Работите течат со утврдена динамика. Главната траса Клечовце-Штип почна да се гради во месец март. Истата е долга 61 километар и чини 75 милиони долари. 60 милиони долари се обезбедени од понамнувањето на клириншкиот долг со Русија, а 15 милиони долари се обезбедени од буџетот. Руската компанија Стројтрасгаз ја гради трасата, а истата се планира да биде готова до јуни наредната година. Мрежата ќе се шири на
на тој начин што постоечкиот гасовод Крива Паланка Скопје ќе се приклучи на новиот кај Клеовце. Од Скопје ќе се гради мрежа кон Тетово, Гостивар, Кичево, Струга до границата со Албанија. Од Штип гасоводот ќе се шири преку Кавадарци, Прилеп, Битола и Охрид, од запад преку Радовиш до Гевгелија и грчката граница и Струмица, Ново село до бугарската граница од исток. Вкупната инвестиција во гасоводната мрежа изнесува 150 милиони евра. За гасификација на Скопскиот, источниот и западниот регион ќе биде изградена мрежа од 650 километри. Голем број на барања за азил во Австрија. Поранешниот српски председател Борис Тадик планира да се кандидира за генерален секретар на Обединетите нации. Ова се најновите случувања од светот. Македонската информативна агенција пренесува дека во првата половина од оваа година во Австрија се поднесени 28.311 барања за азил, што е повеќе отколку во целата измината година. Бројот на молби расте драматично во изминативе месеци, пошто прогнозите на Австриското министерство за внатрешни работи се дека до крајот на годината ќе има повеќе од 80.000 молби. Минатата година барање за азил поднеле само 28.027 луѓе. Повеќе од половината подносители на молби се од потекло од Сирија и Авганистан. Поранешниот српски председател и лидер на Социјалдемократската партија Борис Тадик планира да се кандидира за генерален секретар на Обединетите нации, објави белградскиот весник Вечерње новости. Според неофицијални информации од дипломатски извори, Тадик ги користи старите врски и лобира за својата кандидатура, а неодамна побарал поддршка и од Франција. Советничката на Тадик, Марина Комант, изјави дека таквите информации се медиумски шпекулации. Со голема победа работнички ќе патува на реваншот во Турција. Јотовски се пласираше во четвртфиналето на фјучерсот во Тунис. Вардар ги представи новите играчи. Домашен спорт. Фудбалерите на работнички победија во првиот надпревар третото квалификациско коло за Лигата на Европа. Единствената македонска екипа која остана на евросцената синоќа за резултат 1:0 победи против турски Трабзонспор. Голот за романтичарите го постигна капитенот на тимот Илиоски во 23-та минута. Со агресивниот пристап и ангажираност од првата до последната минута и многуте креирани шанси во нападот, работнички заслужено дојде до победата. По надпреварот, тренерот на романтичарите изјави дека е горд на неговите фудбалери и е презадоволен од резултатот кој го постигнале. Во останатите средби од Лигата на Европа најголемо изненадување приреди екипата на Војводина со победата на гостински терен против Самдоријот 4:0, а надпреварот во Тирана меѓу Куклеши и Лех беше прекинат во 55-та минута при водство на гостите од 2:1, а причината била тоа што некој од играчите на полскиот тим бил погоден со камен во глава. Во останатите надпревари беа постигнати следните резултати: Хајдук Стромгосет 2:0, Вестје Мастра 2:2, Каират Абердин 2:1, Елсборг Кот 2:1, Штурм Рубин 2:3, Либерец Шмона 2:1, Аика Нортозис 1:3, Алтач Гимараеш 2:1, Паок Спарта Трнава 1:0, Аполон Кабала 1:1, Краснодар Слован 2:0, Цирих Динамо Минск 1:0, Жилина Ворскла 2:0, АЗ Башак Шехир 2:0, Дебрецин Розенбург 2:3, Тигру Миреш Сентетија 0:3, Бордо Аек 3:0, Шарлероа Зорија 0:2, Стандард Железничар 2:1, Атлетик Билбао Интербаку 2:0, Белененсе Гетеборг 2:1, Саутемптон Витезе 3:0, Волсбергер Борусија Дортмунд 0:1, Јаблонец Копенхаген 0:1, а без голови завршени од паровите Тум Вадус и Бронби Омонија. Реваншите се играат следната недела. Томислав Јотовски, најдобриот македонски тенисер во моментов, обезбеди пласман во четвртфиналето на фјучерсот во Тунис. Тој со победата во второто коло против домашниот тенисер со резултатот 6:1 и 7:5 по сетови, не само што обезбеди пласман во следната рунда, туку ќе добие и награда од $10,000. Следниот противник на Јотовски е чиланецот Рикардо Ривера.
Ракометниот шампион на Македонија Вардар денеска ги представи најновите засилувања во тимот. Хорхе Македа, Александар Деревен и поранешните играчи на Металург Дејан Манасков, Лука Циндрич и Мијајло Марсенич. Според директорот на клубот, новите засилувања треба му помогнат на тимот да дојде до посекуваната цел во Лигата на шампионите, односно обезбедување на Final Four. Вардар своите подготовки ќе ги започне на 3 август во Крајнска Гора. Суспензијата на селекцијата на Русија од Светската кошаркарска федерација нема да важи за клубовите кои доаѓаат од таму. Пекинг ќе биде домаќин на Зимската олимпијада во 2022 година. По одлуката Светската кошаркарска федерација да ја суспендира селекцијата на Русија од сите надпреварувања, со соопштение во јавност излезе и првиот човек на Евролигата кој рече дека ова решение не важи за екипите кои доаѓаат од таму. Причина за оваа суспензија е вмешувањето на судот во Москва во работата на Кошаркарскиот сојуз при избирањето на новиот претседател. Суспензијата на Русија ќе важи само за официјалните надпревари, не и за пријателските. Меѓународниот олимписки комитет на состанокот кој беше одржан во Куала Лумпур го избра Пекинг за домаќин на Зимските олимписки игри во 2022 година. Во финалниот избор Пекинг доби повеќе гласови од казахстанскиот град Алматија, во гласањето учествувале 85 делегати. Олимпискиот комитет исто така го избра швајцарскиот град Лозана за домаќин на младинската зимска олимпијада во 2020 година. Далас Маверикс потпиша договор со тунижанецот Салах Межри. Тој ќе влезе во историјата на НБА лигата затоа што е прв играч од таа земја што ќе настапи во Американската лига. Межри потпиша 3-годишен договор со екипата од Тексас. Минатата сезона тој настапуваше за тимот на Реал Мадрид со кој освои Евролигата и откако не се договори за продолжување на договорот, Межри реши да замине. Во дресот на Реал тој имаше просек од 4 поени и 2 скока по надпревар. Поранешниот кошаркар на Сан Антонио и Нью Йорк Никс Джеймс Вајт во новата сезона ќе настапува за ЦДВ-та. Искусниот бек доаѓа во Загреб како слободен играч од екипата на Уникс и потпише едногодишен договор со можност за продолжување на уште една година. Тој во 2007 година со екипата на Сан Антонио освои шампионска титула, а со екипата на Нью Йорк Никс настапуваше на All-Star надпреварот во забивање. Вајт е второ засилување за ЦДВ-та ова лето. Претходно противникот на МЗ-то од АБА лигата го доведе Лука Жорич од Фенербахче. Денеска имавме променливо облачно време, наместа на стабилно со локален дожд и грмежи. Да проследиме какво време не очекува во наредните денови. Благодарам што бевте со нас, останете и понатаму со нашата програма. Имајте пријатна вечер.